Го следите најновото издание на регионалните вести. Расчистувањето на снегот од патот Маврово-Галичник заврши кобно за работник на Македонија пат. 45-годишникот од скопското село Урман починал откако во него удрила работната машина. 45-годишникот скопското село Орман вчера вечер го загубил животот во несреќен случај на регионалниот пат Маврово-Галичник. Според информациите од полицијата, станува збор за несреќа при работа на патот што ги поврзува двете села кај местноста викана Царевец. Жртвата заедно со свој колега од Македонија пат биле ангажирани за расчистување на снегот од патот со работна машина. Во еден момент машината го удрила несреќниот човек и му нанела смртни последици. При расчистување на снегот од патот, работна машина ЗИЛ, што е управувал 61 годишен жител на Велес, со задниот страничен дел го закачила, односно удрила и усмртила 45 годишниот работник од Скопско Орман. За кусо време бил повикан и пристигнал лекар кој само ја констатирал смртта. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле увид на кој присуствувал и инспектор од Државниот трудов инспекторат. Телото на починатиот е предадено за обдукција. Од полицијата соопштуваат дека ги расветлуваат сите поединости поврзани со случајот. 8,5 метри кубни дрва без документација заплениле инспектори во заедничката акција од склад за продажба на укревно дрво во Тетово. Полицискиот билтен бележи и 2 сообраќајки случајни вчера во Полошко, кои за среќа завршиле без човечки жртви. Полициски службеници на СВР Тетово во координација со представници од Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за шумарство и водостопанство, Шумската полиција и од јавното претпријатие Лешница вчера спровеле заедничка акцијска контрола во склад за продажба на огревно дрво лоциран во непосредна близина на стариот градски стадион во Тетово. Како што соопшти СВР Тетово, во складот сопственост на 62 годишен тетовец пронајдени и поради несоодветна документација одземени се 8,5 метри кубно буково дрво, кои веднаш се подигнати и транспортирани, а на сопственикот изречена му е забрана за вршење на дејноста. Се расчистуваат сите поединости околу комплетното работење на складот, пошто ќе следуваат и соодветни поднесоци. Полицискиот билтен бележи и 2 сообраќајки случени вчера во Полошко, кои за среќа завршиле без човечки жртви. Како што соопшти СВР Тетово на автопатот Тетово Гостивар во близина на Горно Седларце, вчера околу Пладне патничко возило Опел Астра со гостиварски таблици управувано 43 годишник од Долна Бањица налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Повредени во несреќата нема, додека причинетата материјална штета се проценува на 10.000 денари. Вчера речиси во истото времено на улица Илинденска во Тетово, патничко возило Венто со тетовски регистарски таблици што го управувал 20 годишник од Мала Речица, загубило контрола и излетало од коловозот и удрило во метален електричен столб и украсно дрво, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 60.000 денари. Извршен е увид, а причина за несреќата е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Како што соопшти СВР Тетово вчера околу 15 часот и 20 минути 39 годишен гостиварец пријавил дека изведувајќи градежни работи за доградба на неговата куќа, лоцирана на улица Перо Јовановски во Гостивар, во задниот дел од куќата пронашол 61 куршум. Куршумите биле закопани во длабочина од близу половина метар и биле значително корозирани, без ознаки на нив и со непознат калибар. Пронајдената муниција со потврда е одземена од сопственикот на куќата и адекватно е транспортирана. Во пресред на престојниот продолжен празничен викенд, СВР Тетово апелира до возачите за почитување на сообраќајните правила, а до излетниците во природа да се воздржат од палење огнови. Од секторот најавуваат засилени полициски контроли. СВР Тетово во пресред на престојниот продолжен празничен викенд апелира до возачите за почитување на сообраќајните правила, а до излетниците во природа да се воздржат од палење огнови.
Како што стои во соопштението, деновиве на подрачјето се очекува зголемена сообраќајна фреквенција по патиштата кои водат кон туристичките центри и блиските излетнички места. Поради тоа возачите да не брзаат премногу, односно да ја прилагодат брзината според условите на патот и целосно да ги почитуваат постоечките сообраќајни знаци, правила и прописи. На возачите им се советува исто така да не престигнуваат на непрегледни места и да држат прописно растојание за да избегнат несакани ситуации и безбедносни последици. На оние кои ќе се одлучат за излет во природа пак им се укажува да не палат огнови и по нивното заминување да не ги оставаат неизгаснати, но и да ги соберат и да ги фрлат отпадоците во соодветните корпи или контејнери, за да не се соочат со законски предвидени санкции. Секторот за внатрешни работи Тетово наредниве празнични денови ќе го засили полициското присуство на подрачјето, посебно на сообраќајниците и на излетничките места, во функција на навремено превенирање на можните безбедносни појави од посериозна природа. Улогата на граѓанското општество во политичката и општествена трансформација и искуства од Полска и Македонија беше темата на денешната конференција што се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Македонија ќе беше подемократска држава доколку во носењето на важните општествени и политички одлуки учествуваше цивилното општество, сметаат учесниците на конференцијата улогата на граѓанското општество во политичката и општествената трансформација. Причината за ваквата појава лежи во недовербата која постои меѓу политичките елити и невладиниот сектор, смета Стево Пендаровски. Политичарите ги викаат невладините кога треба да им помогнат за да дојдат на власт или да сменат некоја власт која не им е по кејф. А обратно во невладиниот сектор постои некај сите луѓе, се разбира кај некој постои предрасуда дека во политиката се вклучуваат само луѓе кои се борат за власт, кои не се борат за вредности и дека со нив треба да се биде на дистанца. Лошо е, особено ако од време на време за битни проекти во Македонија не сме заедно. Професорот Ветон Латифи пак вели дека во Македонија се уште не е разбран концептот на цивилното општество, во кој освен невладините се вклучени синдикатите, медиумите и слично. Основна претпоставка на слободните општества и на функционалните демократии треба фактички најпрво да расчистат околу концептот на цивилното општество. Сега во таа насока мислам дека цивилното општество кај нас оди во таа насока што е меѓу пола пасивното и пола активното. Дел од учесниците рекоа дека полека се буди граѓанското општество во одредени сегменти од општествените случувања, практикувајќи ја директната демократија. Оди на мали социјални прашања, на она што е стварливо, она што ги тангира одредени социјални групи. Сега ако се пронајдат различни групи во исти интереси, нормално е дека доаѓа до социјални агрегати кои потоа можат полесно да представуваат определена социјална енергија која се обединила околу некое прашање. Уличната демократија според Сашо Ордановски го намали меѓуетничкиот јас во Македонија, но проблемот со големата идеолошка поделба која постои во државава може да се надмине само со помош на меѓународниот фактор, кој треба да одигра главна улога во созревањето на македонската демократија. За прв пат во Тетово се отвара средношколска фудбалска паралелка. 25 ученици од идната учебна година ќе ги учат вештините на овој спорт во средното училиште Моша Пијаде. Во Тетово за прв пат се отвора средношколска фудбалска паралелка. Денес на фудбалскиот стадион на спортскиот центар стручни лица од Фудбалската федерација на Македонија вршеа селекција од 95 пријавени кандидати за паралелката во фудбал. На иницијатива на општина Тетово заедно со ФФМ и Министерството за образование и наука во средното стручно училиште Моша Пијаде од идната учебна година ќе започне да функционира паралелка по фудбал како дел на спортската гимназија од Скопје. Како што може да гледате денеска тука, има голем интерес за ова паралелка за фудбал, кој што ќе започне со работа од учебната година 2015-2016 година. Пријавени се 95 кандидати од основните училишта од Тетово и од другите општини кои што се во Полошкиот регион. И од овие пријавени ученици имаме и 4 ученички кои што се пријавени за денеска на селекцијата. За ова година е предвидено да се отвори само една паралелка за фудбал, значи ќе имаме само 25 избрани ученици. Како што може да видите, и конкуренцијата е многу голема за избор на оваа паралелка. Значи денеска имаме еден тим тука кој е составен од Фудбалската федерација на Македонија,
селекторот кој што е за ова возрастна група, Ѓоре Јовановски е тука, заедно со Зоран Стратев, додека координатор на процесот е Жарко Игњатовски од Федерацијата. Од општина Тетово, определен како координатор за спортската гимназија е Фисне Кисени, додека и за ова Академија за фудбал, исто така од Тетово и господинот Дашмар денеска присутен тука. Селекцијата за нови ученици се врши во 8 градови во Република Македонија, сега и во Тетово, кој важи за фудбалски град. Ние секако знаеме дека има квалитетни млади фудбалери во Тетово, пред се во Шкендија, Ренова, Тетекс. Меѓутоа, право за селектирање имаат сите ученици кои во моментот завршуваат основно училиште и секако дека голем дел од нив се присутни денес. Ние ќе направиме уште едно селектирање во Тетово, затоа што во моментот има деца кои не можат од оправдани причини да присуствуваат и секако дека после второто селектирање ќе ги одбереме најквалитетните деца кои ќе бидат вклучени во фудбалската паралелка и секако дека може да се очекува уште поголем развој и поголем напредок на фудбалот во Тетово. Во моментов имаме гости од ФИФА и секако и они се присутни тука и од УЕФА. Они се презадоволни од проектот и секако дека мора да продолжиме со овој проект затоа што и заинтересираноста на голем број на млади фудбалери и фудбалски клубови е голема и секако дека мора да се продолжи во тој правец затоа што условите во кои што работат сега и ќе работат дечињата секако дека се одлични. Прекрасниот терен со вештачка трева го овозможува, значи тој процес на тренирање, обука на фудбалерите да може да стигнат на едно повисоко ниво. Конкуренцијата на пријавените кандидати е голема, но секој од нив се надева дека во иднина ќе биде професионален фудбалер. Јас се пријавив на оваа академија за во иднина да бидам професионален фудбалер. Сакам да бидам фудбалер и да имам светла иднина. Се надевам дека ќе ме примат во паралелката. Од општина Тетово велат дека од идната година ќе бидат отворени и паралелки за кошарка и тенис, а ако има интерес и за други спортови. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес во Кавадарци одржа пресконференција на која беа објавени аудио снимки за која СДСМ тврди дека се прислушувани разговори. На конференцијата се обрати Зоран Ѓорѓиев, претседател на Општинскиот комитет на СДСМ Кавадарци. Добро, слушај, Заев денеска кај тебе таму, така? За утресна кај? Не бе, Заев денеска кај тебе. Немам информација, јас се басарам што ми стегна. Кај Гечев бил, па дали динам и ја кај Гечев, тоа сакав да те прашам. Па не че е лошо, Гечев нек ни имаше убава изјава у Капитал за нас. Не че е лошо. Гечев гледа, јас на министрот Јанакиевски му кажав дека ако отиде премиерот, мислам дека не ќе ни биде полн погодок. Не може премиерот сега да и на овој период. Ама он вака вика, ако дојде тука, ја ќе изјавам дека од оваа влада нема подобро, вика, јавно тоа ќе го кажа. И после можеме тоа као убав спин да му го употребиме, нели, еве, кандидатот и за премиер на СДС кажува добро за оваа влада. Доволно е ние утре да направиме средба и да го покриеме ова Заев што бил таму. Тоа ми е тоа. Добро, бива. Многу се ова у последно време луѓе кои што има војска објекти така напуштени, руинирани, заинтересирани се да ги земат под наем да работат нешто. Сега тамо, кој е кај тебе тамо? Кој е главен сега за тие работи? Илми Селами. Илми Селами? Он шо е сега Илми Селами? По властување на министерот, он е главен за сите недвижни работи у Министерството одбрана. А тебе што те стаја на страна? На страна сум јас. Илми Селами, а? Илми, тој што беше председател на антикорупцијска комисија. Ви сте. Значи само тебе ти си јавувал. Болеста ми е кулминација. Се разведувам со сопругата и вчера си поднесих оставка на градоначалничка функција. Како бе така речено? Така. Не можам веќе да издржам. Че се 2 дена пред избори? Знам, но тоа нема да го знаат никој, само ти ќе го знаеш.
мисля да го правам тоа после избори, меѓутоа не може да издржам. А што ти е наболе тврден? Тоа е на нервна база, автоимуно заболување, немам разбирање никакво дома од сопругата, не знам, се ми е хаос. Властите во Непал соопштија дека бројот на загинатите во разорнувачкиот земјотрес од саботата достигна 5500. Според полицијата во Катманду 11440 луѓе биле повредени. Потресот чиј епицентар беше во близина на главниот град предизвика и лавина во која загинаа 19 луѓе во кампот на Монт Еверест. Земјотресот остави последици во соседните земји, па во Индија и Бангладеш загинале 61 лица, додека кинеската агенција Синхуа јави дека на Тибет загинале 25 луѓе. Обединетите нации побараа $415 милиони да бидат дадени за виталните потреби на населението во Непал, како што се за солништа, вода, храна, санитарии и итна медицинска помош во наредните 3 месеци. Пакистанскиот суд осуди на доживотна казна 10 лица кои биле вмешани во нападот на активистката Малала Јусуфзаи. Лицата кои биле поврзани со пакистанските талибанци беа уапсени во септември 2014 година во заедничка операција на војската, полицијата и разузнавачките служби. Генералот Асим Бајва изјави дека актуелниот лидер на пакистанските талибанци Маулана Фазлулах стои зад обидот за убиство на Малала. 17-годишната Малала, која беше застрелана во главата, ја доби Нобеловата награда за мир минатата година за нејзината борба за правата на децата на образование. Со војна парада во Хо Ши Мин, Виетнам одбележува 40 години од крајот на војната што се водеше во оваа земја. На 30 април 1975 година во тогашниот главен град на Јужен Виетнам, Сајгон, комунистичките трупи од Северен Виетнам го зазедоа градот и извојуваа победа над војската на САД. Во војната загинаа 3 милиони виетнамци и над 58.000 американски војници. По војната Северен и Јужен Виетнам се обединија, а во земјата и денес владее комунистички режим. Протестни собири против полициско насилство се одржаа во Балтимор, Њујорк, Бостон и други американски градови, со што продолжува серијата протести предизвикани од прекумерната и неоправдана употреба на сила од полицијата во САД. Последен е случајот со смртта на 25-годишниот Фреди Греј, кој почина по повреда на вратот добиена при неговото апсење на 12 април годинава. На денот на неговиот погреб, протестите во Балтимор прераснаа во отворено насилство. Градските власти воведоа полициски час, а во градот пристигна поддршка и од Националната гарда. Рускиот вселенски товарен брод Прогрес М27М, кој поради дефект почна неконтролирано да се врти во круг, ќе биде насочен кон земјата меѓу 5 и 7 мај и ќе согори во атмосфера, соопшти руската вселенска агенција Роскосмос. Леталото не представува закана за меѓународната вселенска станица, бидејќи нивните орбити значително се разликуваат. Вчера беше соопштено дека вселенскиот брод неконтролирано се врти околу својата оска на околу 30 километри од станицата, пошто е прекинат обидот за поврзување. Астронаутите во вселенската станица имаат резерви на храна и други намирници за неколку месеци. Денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне во северозападните, западните и југозападните предели беше нестабилно облачно со услови за врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 3 до 12, а дневните од 13 до 20 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност и топло. Утринските температури ќе се движат од 5 до 14, а дневните од 14 до 23 степени Целзиусови. Благодарам што бевте дел од денешните регионални вести. Пријатно.